Едниот дел на проблемот се јавува кога се издаваат фиктивни рецепти од страна на лекари, а истовремено со добро организирана форма на аптеки фиктивните рецепти ги примат и лековите фактички доаѓаат во посед на луѓе без пари. После со нив се тргува широм Македонија, надвор од Македонија во други земји и слично. И тие се незаконски криминални активности, правиме сериозни истраги. Ги зајакнуваме мерките на контрола. Во моментот се прави комплетен информатички систем на целата ова контрола, дури има еден и затекнат од времето на министерот Тодоров во владата и во фондот за здравство, за да го решиме. Дефинитивно, мислам дека од 1 септември до 1 октомври ќе го имаме конечното решение. Целта, која што сакаме да ја постигнеме, е да граѓаните добијат лек во било кој ден од месецот. Значи да не се случи само на почетокот на месецот има и после нема лекови. Тоа е проблем. Овие лекарства се користат и за многу сериозни болести кај граѓаните. Тоа некогаш и живот значи. Но вториот аспект е психолошкиот аспект. Знаејќи граѓаните дека лекови после 5, 7, 10, 15 снемува, се зависи во кој регион е, уште на први сите се пред аптеките, набавуваат се што им треба, трупат така наречени домашни аптеки, за да имат до крајот на месец. А некогаш се трупа многу повеќе од тоа што треба. И мислиме дека тоа се решава на начин на кој што тој психолошки ефект ќе се отстрани, кога ќе знаат граѓаните дека ќе има постојано во континуитет лекови и нема наеднаш на првите денови во месецот да натрупат дома лекови и на крајот да ги фрлат, па почетокот пак да натрупат. Затоа државата мора рационално и со парите да управува, значи да плати лекови лекарства, да ги даде на позитивната листа, но да стигнат кај граѓаните и да се употребат од граѓаните. Затоа во периодот од 1 септември до 1 октомври ќе донесеме одлуки, ќе ги соопштиме, на крај сме со анализите, значи ни треба уште август месец да направиме анализите, ќе го имаме во предвид и вашиот предлог што дадовте, државна аптека за овие лекови во одредени региони. Не знам, за Скопје 2, за поголемите градови по една или слично, но мислам дека ќе изнајдеме уште поелегантни решенија, заради тоа што предлогот кој што го дадовте е со иста цел. Граѓаните од 1 до 31 да имат лекови. Тоа е целта. Јас верувам дека ќе го решиме. Министерот за здравство работи на проблематиката, заедно со фондот за здравство, со самите служби кои што се во секторот за лековите и од министерството и од фондот. Верувам дека меѓу 1 септември и 1 октомври ќе имаме конечно решение, кое што ќе обезбеди лекови од 1 до 31 во тековниот месец. Благодарам.